На Балканот речиси да не постојат држави кои што негуваат одлични добрососедски односи. Тоа најчесто се должи поради различните гледишта на минатото, односно на различните национални историографии. Додека секоја друга држава има право само да си го избере гледиштето и да верува во тоа што го сака, Македонија не може да го исполни тоа право, односно секојаш тие прашања мора да ги решава на преговарачка маса. Со посебен фокус на сегашноста и добар осврт, да кажем, на минатото, денеска разговараме со Евгени Литовски и Дејан Лутовски. Здраво, Евгени. Здраво, Дејан. Здраво. Добро дојдовте во Гласна идеи. Фала на поканата. Се придружувам на другарот Дејан. Евгени, прво би почнала со тебе како историчар. На што се должи ова моментална атмосфера помеѓу Бугарија и Македонија? Дали разликите во гледиштата на минатото се толку различни или пак тоа се должи на дневната политика и како се водат овие преговори сега? Моje мислење е дека е комбинација од овие работи што ги спомна. Сршта на проблемот мислам дека сепак се должи главно на таа бугарска агресивна пропаганда која што трае веќе 150 години и која што кај нив е сватена доста емотивно по македонското национално прашање и по Македонија, бидејќи нели кај нив тоа е дека составен дел на Бугарија се три компоненти, тоа се Тракија, Мизија и Македонија. И таа пропаганда едноставно не може така лесно, особено последниве 70-80 години, нели од расцепот на информбирото па наваму, која што уште толку се зацврсти, така лесно сега ги гледаме тие резултати и не може тоа така лесно да пропадни, ајде така да речеме. За разлика пример од тој период кој што ние го знаеме во историјата познат како културна автономија, кој што се случуваше после Втората светска војна, односно доаѓањето на Отечествениот фронт на власт во Бугарија, тоа е 9 септември 1944 година, кога имаме едно приближување до 1948 година. Меѓутоа за тие добрососедски односи тогаш да се остварат, години претходно Бугарската комунистичка партија работеше на популаризирање на македонското прашање, односно на правилен однос по сите тие марксистичко-ленинистички толкувања за националните прашања, дека македонците се посебна нација која што не се дел од бугарите, кои што имаат посебен развој, иако зборуваме за сепак блиски народи. Така да и покрај таа работа која што ја заврши, да речем, Бугарската комунистичка партија во тој период, голем дел дури од тие луѓе во Бугарската комунистичка партија, па и во највисокото раководство, сепак никогаш не го разбраја баш најточно, за жал, сето тоа. Еден од ретките кој што многу добро го разбра, нели, мора да го споменеме, Ѓеорги Димитров. Меѓутоа, во текот на културната автономија, кога ги имаме тие добрососедски односи, можеме постојано да видиме дека има еден куп пречки кои што се поставувани, големи проблеми во остварувањето. А од кои се поставувани пречките? Од самите членови и раководители на Бугарската комунистичка партија. Значи, таму се доста поделени, значи има некои кои што добро го познаваат, кои што добро познаваат суштината на македонското прашање и дел кои што никогаш не излегоа од тие големо бугарски буржуаски, нели, аспирации, точно. Така да пример ќе го земам кој што воопшто скоро и непознат во па дури и во бугарската историографија, веќе за македонската воопшто не зборуваме. Сега кој што јас покрај моето истражување со магистарската го најдов, еден член во Бугарската комунистичка партија, Спас Тантилов, кој што пример многу добро и суштински го разбира македонското национално прашање и постојано е во конфликт со неговите сопартици по тоа прашање. И мислам дека тука лежи сршта на проблемот, суштината на проблемот, бидејќи моментално гледаме голема агресивност од страна на бугарската политика кон Македонија и мислам дека ќе треба многу време да помини, долга работа за сето тоа да се промени на некои подобри. Да се завие во некоја друга форма, да. Добро, бидејќи спомна комунистичката партија, па ќе се префрлам се на Дејан. Значи, кај нас во Македонија омразен е ликот на Ванчо Михајлов, кој што е, нели, штипјанец,
А додека пак во Бугарија омразен е ликот на Георги Димитров. Дали проблемот сепак меѓу Бугарија и Македонија е од идеолошки карактер? Па вака, пред се мислам дека моментално судирот на Република Бугарија и Македонија е еден судир на две национални капиталистички држави каде што имате еден несразмер на моќта. Од една страна ви имате Бугарија која што е регионално помојна национална капиталистичка држава која што е дел од Европската унија, која што механизмите и апаратите на Европска унија ги има зад себе и која што има поповолна позиција во тие односи преговарачки или било какви. Од друга страна имате македонската држава која што во старт е послаба, да речам послаб актере, послаба национална капиталистичка држава и е принудена да прави некои отстапки и компромиси за да го исполни, нели, со речникот на нашата владеачка класа вековниот идеал за евроатлантски интеграции. Значи, тука е главниот проблем, не го гледам толку, мислам, еден аспект е тоа што Евгени го објасна агресивната политика, официјална бугарска политика. Значи, кога збораме ние за официјална бугарска политика, немаме никакви предрасуди шовинистички кон бугарскиот народ, немаме никакви такви заблуди дека еве типична националистичка мантра нас бугарите не мразат, бугарите лоши, вака така. Ние збораме за еден аспект на официјална службена бугарска државна политика кон Македонија и македонското прашање, кое што во секој случај е шовинистичка. И од тој аспект мислам дека главниот проблем на Македонија како држава е што во овие 30 години има прифатено слепо и некритички да следи некои насоки поставени од владеачката класа. Мислам на што се должи инфантилноста, да кажам, на нашата политика? Инфантилноста на нашата политика се должи на тоа што не постои алтернативен концепт за развој. Овде е представено евроатлантските интеграции се представени како бок и батина, како мет и млеко ќе потече кога се отсварат, веќе се делумно отсварени, Македонија е членка на НАТО. И мислам дека заради некритичкиот пристап на нашата владеачка класа кон евроатлантските интеграции, Македонија е ставена во положба како држава да прави секакви отстапки, што дури од опортунистичка гледна точка не се оправдани заради тоа што мислам дека моментално кога гледате политиката на Унијата, таа веќе 10 години не се проширува воопшто. И прашање на време, мислам, прашање воопшто дали во некоја скора иднина би се проширувал. Мислам дека тој и во еден мој текст го имав нагласено дека политиката е овие земји како Македонија, земјите од Западен Балкан, да се држат во некоја сфера на влијание, но да не се пуштаат внатре. Мислам да се држат блиску до Унијата, но сепак да не се пуштаат внатре во Унијата, зашто веќе се поучени од искуството на некои други земји како Хрватска, Бугарија и Романија, кои што покасно се покажа дека не се доволно спремни да се интегрираат во европскиот пазар и европските институции. Мислам дека тоа е во суштина главниот проблем на Македонија, тоа што некои работи овде се подигнати на ниво на догма и некритички се пристапува кон тие прашања. Сега околу судирот интересно прашање за Ванчо Михајлов и за Георги Димитров. Она што треба да го имаме предвид, без разлика на потеклото, ние сме комунисти и работите треба да ги цениме според тоа кој какви политички действија превземал, без разлика што Ванчо Михајлов е штипјанец и без разлика како тој се чувствувал, дали се чувствувал како македонец, како бугарин, небитно, тој е човек кој што служи на фашизмот. Тој е буквално Ванчо Михајлов е фашистички измеќар. И тоа дека во Македонија е црна фигура, мислам дека веќе не е и целосно црна фигура, мислам дека треба да имаме во предвид дека дел од македонската десница, особено македонската екстремна десница, го почитува ликот и делото на Ванчо Михајлов. Значи, не е апсолутно црна фигура моментално во Македонија. Многу негови постапки се релативизираат. Во слободен и неврзан разговор со многу екстремни десничари, вие можете да слушнете дека може би малку е спорен Ванчо Михајлов, имал по прашањето на националната свест дали бил бугарин или македонец, ама сепак бил корисен за некогаш бил корисен за македонската кауза. Веројатно бил корисен за македонската кауза затоа што неговото ВМРО убило еден куп македонци кои што имале леви идеи, да речеме, за нив веројатно тоа корисноста негова за македонската кауза. Од друга страна, Георги Димитров е човек кој што е комунист, интернационалист, човек кој што има исправни погледи кон многу прашања
И нас секако дека Георги Димитров ќе ни биде многу поблиска фигура и некој на кој што можеме да се повикаме како едно позитивно наследство, не само како македонци луѓето овде, туку генерално ние како комунисти да се повикаме на едно позитивно наследство, да речам во овој наш социјалистички, комунистички свет, како треба да се пристапува кон некои проблеми и како тие треба да се решаваат со, да речеме со, како што каже Евгени, со разбирање на историјата и со разбирање на околностите. Ти благодарам, добар рез направи помеѓу десничарството и комунизмот. Добре, Евгени, да се вратиме на сега на историјата повторно, бидејќи нерешените работи во историјата се рефлектираат и на денешницата. Што сметаш ти околу, да ја наречам, организацијата која што прво се нарекувала ТМОРО, а потоа ВМРО? Во смисла на многу често бугарски аналитичари, да кажам политички или експерти, за некои лицитираат со ликови историски за кои што кажуваат дека се бугари, а понатаму излегува, мислам, наши историчари тукашни кажуваат дека тие луѓе биле всушност македонци и се бореле за независна Македонија. Дали нерешените прашања околу организацијата се рефлектираат на денешницата? Дали проблемот потекнува и од таму или само, како што кажавме преска, е проблем кој што го, да кажам, го создава реалната политика сега? Значи, ние имаме митот, нели, националниот мит ни е изграден околу организацијата, околу ВМРО и мислам дека представува проблем, особено кај нас последните 30 на години, бидејќи многу од тој мит кој што и претходно е всушност граден, во овие 30 години е многу злоупотребен и мислам дека тука е главно проблемот. Инаку, да се задржам малку на тој мит, значи тоа е градено уште во период меѓу војните, главно, барем, не сум сега јас нешто многу, да речам, експерт за околу тоа, всушност не е никој експерт, бидејќи тоа... Во денешно време си да се експерт за се. Тоа не е доволно истражено од историографски аспект и мислам дека има многу тука простор за работа, што ќе дојде кога тогаш. Јас со некои сега, што се судрив со некои документи, со некои истражувања, дека всушност тој мит е главно граден во период меѓу двете војни од македонскиот литературен кружок, значи од луѓе како Михаил Сматракалев, например, Коста Веселинов, луѓе кои што не се кај нас многу познати, меѓутоа тие кои што го Димитар Влахов, еден од главните идолози на цел тој мит околу ВМРО, кој што во текот на Втората светска војна, односно Комунистичката партија на Југославија, подоцна на Македонија, сите тие партизански единици така натаму знаеме ги имале, нели, имињата на комити на така натаму, кои што докажува едноставно континуитет. Тука е, значи, сето тоа градено, кој што после 45-та година кај нас е веќе доразвиван тој мит, кој што мислам дека одредени личности, нели, во склоп на политиката тогашна се земаја, се разработваја, некои се потиснуваја и после 90-та година тоа едноставно се злоупотреби. Голем дел од тие луѓе денес се израмнуваат, значи зборуваме за луѓе кои што пред некои помалку од 100 години меѓу себе се убиваја, се правеа масакри, пошто беа поделени на идеолошка и дури на национална основа. И сега ние ги ставаме во еден кош и викаме сите сега се за Македонија. Не се, значи не се убивале за џабе пред 80-90 години. Така да мислам дека тоа е нешто што ќе треба да се осврни историографијата како наука допрва. И кога ние ќе расчистиме ние со некои такви митови, а секако и Бугарија кога ќе расчисти со некои такви митови бугарската историографија, мислам дека многу ќе се поискристализираат односите меѓу државните односи меѓу нас и Бугарија. А зошто аспирациите на државите сегашни, буржујските држави, за да прикажат дека некој некојаш во минатото се борел за независност на некоја одредена држава, а не дека се борел, пример, за промена на економскиот систем, да кажеме. Бидејќи има луѓе кои што се бореле, нели, за промена на економскиот систем и така натаму, секогаш тие луѓе се прикажани дека се бореле за национална независност. Каде тука добиват буржујските држави? Па, мислам дека зборуваме од денешен аспект, така? Да. Па мислам дека денес многу полесно да се продаде таа приказна дека
за национални херои вакви онакви, нели тие големо државни аспирации кои што ги имаат сите балкански држави, особено тие агресивни буржујски политики и така натаму. Мислам дека тоа е многу полесно денес да се продај него да се продај оваа приказна ти што ја кажуваш. Да, промена системот. Точно. Дејан забележливи се сличности помеѓу аспирациите, да кажем, на Бугарија кон Македонија и аспирациите денешни на Русија кон Украина, и тоа многу минако окарактеризираат како нешто исто или слично, како што за Украина се смета дека комунистите се виновни поради тоа што Украина станала независна земја и се отцепила од Руското царство. Исто се смета и за Македонија дека Ѓорги Димитров е тој кој што е виновен поради создавањето на македонската држава. Па од тука сакам да прашам кој би бил одговорот на Европската Унија на ова појава, имајќи го во предвид францускиот договор кој што го фаворизира бугарското гледиште. Па добро, мислам дека кога зборуваме за францускиот предлог, не треба да имаме илузија тука. Многу е очекувано дека францускиот предлог ќе го фаворизира бугарското гледиште и бугарскиот став кон историјата, кон државност и воопшто кон сите клучни прашања, заради тоа што, како што нагласи претходно, Бугарија е веќе членка на Унијата, припаѓа на тоа така наречено европско семејство и илузорно да мислиме дека заради некакви си принципи, честност, идеали, дека механизмите на Унијата би застанале зад Македонија. Тоа нема да се случи. Многу е просто дека многу е поверојатно да застанат зад постоечка членка отколку зад земја која што има некакви си аспирации кои што многу е можно никогаш и во целост да не се остварат за членство. Сега околу тоа дека некој може да создаде некоја држава вештачки, мислам дека не е тоа е еден процес историски кој што течи, кој што во одреден период определен народ на едно парче земја, на една територија развива свој јазик, свој култура, обичаи, сите тие елементи на нацијата и тој народ нормално треба да добие политичка потврда, некаква политичка форма, за да може да се смета дека е оформил своја држава. Не можеме да збораме дека Ѓорги Димитров, Тито, комунистите, Југославија вештачки би ја создале Македонија, заради тоа што национална свест овде постои пред Втората светска војна. Некаква национална свест не сум јас, не сум експерт историски да можам само вака лаички некои работи да ги кажам. Кон крај на 19 век Евгени може да потврди кај некои определени македонски дејци се јавува тој национален сепаратизам од бугарите, особено меѓу двете светски војни. После 30-та година исто се јавува силно националната свест кај обичниот народ. Значи не за џабе тие луѓе сакале да изградат нешто свое за време на Втората светска војна, биле свесни дека се посебен народ и тука не се работи за тоа дека некој некого измислил, туку едноставно Ѓорги Димитров, комунистичката партија на Југославија во тоа време имале исправен став кон националното прашање и овозможиле, што е преседан историски, затоа што сите држави овде се формирани како национални буржарски држави. Македонија е единствена држава во регионот која што формира национална држава, како да кажем, како социјалистичка. Значи Македонија прв пат во својата современа државност формира првен работничка држава, па после таа држава со транзицијата станува модерна капиталистичка држава, како да е така да се изјаснам на некој начин. И тука е малце историски специфично околу прашањето за македонската државност. Значи една работа која што сакам тука да ја кажам и која што сигурно ќе извади од так многу десничари, патриоти, романтичари, националисти и Евгени веројатно како историчар ќе се согласи, без комунистичката партија на Југославија нема македонска државност. Тоа треба на сите да им јасно, жал ми е за емоциите на десничарите, ама фактите се тие. Мислам дека тоа треба да го имаме исто во предвид кога збораме за овие прашања. И сега на остатокот од прашањето за францускиот предлог ќе се навратам. Мислам дека нормално, како што кажав, тој предлог е асиметричен. Мислам дека сите тие документи го фаворизираат нормално, како што реков, бугарското гледање, ама пак тука идеме до моментот дека дури и да помине сете и да има референдум и да све да помине како што власта во Македонија, како што владеачката класа си замислила, Македонија е се уште многу далеку од членство во Европската Унија.
треба тука да имаме компаративно, да видиме земјите од регионот. Србија и Црна Гора колку време преговараат? Мислам дека Србија и Црна Гора преговараат повеќе од 10 години. Тие се исто веќе ги се понапред од нас, фаза понапред од Македонија, ги имат почнато преговорите веќе десетина години, мислам дека не се стигнати ни до пола со преговорите. Добро, кај Србија е специфично кој што го има се уште отворено прашањето околу Косово, но и да го затвори прашањето околу Косово, уште многу долго нема да стане членка на Европската Унија. Имавме таков пример и со Турција, нели мислам дека и се откажа, веќе чекаа долго време. Турција преку 70 години мислам дека чекаше да стане членка и се уште не стана. Така да мислам дека не прашањето не е дали некаде ти сакаш да влезеш, туку колку тие сакаат тебе да те примат. Ти можеш да имаш огромна волја и желба некаде да се придружиш, но доколку домакинот не сака да те прими, тогаш ќе остане само твојата пуста желба и ништо нема да можеш повеќе од тоа да направиш. Сега е тука многу интересно, во неврзан муавет ја спомнав, бидејќи во тие документи на Европската Унија, мислам дека во таа воведна изјава беше, ако не се лажам, се спомнува еден дел кај што вика дека Унијата ги прифаќа за релевантни двете изјави, тоест не изјави, туку тоа се еднострани декларации на Македонија и на Бугарија околу прашањето за јазикот. И сега едностраната декларација на Македонија вели дека јазикот е македонски, нормално, а едностраната декларација на Бугарија вели дека Југославија симулирала природен процес на создавање на македонски јазик преку секундарна рекодификација која се темели на бугарскиот јазик. И сега вие не можете да ги прифатите тие две гледишта кои што се меѓу себе спротиставени. Че не можете да кажете прифаќаме едната и другата изјава. Мислам дека тука се гледа, се отцртува една непринципиелна политика според мене, една политика која што нема ништо заедничко ниту со честност, ниту со идеали, ниту со било што друго, туку едноставно се угодува на страната која што моментално е посилна и која што има повеќе што да понуди и која што може едноставно да уцени. Ама мислам дека главниот проблем, пак ќе го кажам тоа како поинта, главниот проблем на Македонија како држава и на нејзината владеачка класа е тоа што гаи нереални илузии и поради тие нереални илузии го турка цело општество во еден вртлок на нерешени историски национални прашања и заради нејзините, да речам, нереални илузии, овде повторно се повампирува национализмот и десницата и се враќа на голема врата. Бидејќи кога вие се обидувате на еден ваков трапав начин да ги решите националните прашања, само ќе ја вратите десницата, ништо друго нема да постигнете. Да, Само еден момент да се надоврзам. Слободно. Прега што го почна Дејан да го објаснува, историски момент, македонскиот национален идентитет отстално бил зачуван кај широките маси. Никогаш сме немале ние национална буржуазија, како што нели тој процес на формирање на националните држави кој што потекнува стално од буржуазијата, бидејќи нашата буржуазија колку и да била дооформена, недооформена е веќе друга тематика, таа некаква македонска буржуазија секогаш била врзана со некои од околните буржуазии кои што пријавувале разни аспирации кон територијални аспирации кон Македонија. Така да и тоа мислам го има само Шапијаде, дали го има кажано во некој говор или запишано, зборувам уште 40-тите години, ова каде што вели дека од секогаш идентитетот бил задржан во широките маси, никогаш во буржуазијата и баш ради тоа што кажува Дејан дека македонската држава е плод на движењето, на народнослобителната борба, точно. Толку. Одлично. Сега сакам да прашам нешто за денешницата и како сета ова ситуација влијае на обичниот граѓанин, на обичниот работник во Македонија и во Бугарија. Мислам секако односите и предходно и постојат стереотипи, нели, како меѓу сите етнички заедници, особено кога има вакви горливи проблеми, тие стереотипи растат, мислам и пременуваат дури во омраза. Па кој е вашиот впечаток, што ќе се случува во иднина помеѓу самиот народ? Истото прашање за двајцата, така што редоследно како сакате. Добро, мислам, можам да накратко да одговорам.
особено ако имаме предвид историски дека овде постоела бугарска фашистичка окупација и има многу сведоштва за многу злосторства направени врз обичното, врз цивилното население, која што окупација секако била подпомогната од домашна мрежа на соработници. Нормално дека кај народот, мислам, не нормално, туку би се изразил очекувано е да постои некоја, да тлее некоја омраза која што во вакви историски моменти добива силен интензитет. И обратно, кај исто, мислам, тука нема збор. И македонци генерално на некој ниво на луѓе, и македонците и бугарите имаат предрасуди и стереотипи едни за други, да речам колоквијално кажано, се мразат. Иако често да не знаат детално да објаснат зошто го мразат другиот, сепак луѓето се мразат како плод на овие погрешни политики на владеачките класи и на неразрешените прашања. Мислам дека на овие основи, како што се води, кога имате вие две конкурентски национални капиталистички држави, не можат да го решат овој проблем. Никако, можат само да го продлабочат и ова омраза само ќе оди во насока да се продлабочува. Евгени може да направи една споредба како историски се решал проблема и кои се модалитетите како тоа единствено може да се реши. Така да мислам дека омразата нема да спласни, мислам дека на ниво на луѓе ќе станува само поголема периодов што следи. И уште една битна работа која што би ја кажал како заклучок, ние во Македонија, за разлика од другите наши соседни блиски држави каде што имало рехабилитација на соработници на фашизмот, овде барем правно не се случило такво нешто. Договорот за така наречениот договор за добрососедство со Бугарија и протоколот на меѓувладината комисија на Министерствата за надворешни работи на Македонија и Бугарија отвара простор да во Македонија за скоро време се почни, и тоа е една работа на која што ние како левичари комунисти треба жестоко да реагираме, процес на правна историска рехабилитација на спорни ликови кои што се соработници на фашизмот. Во македонската јавност едно време се пласираше од поедини десничарски настроени професори од Институтот за историја и интелектуалци идеја дека треба да се рехабилитира најпопуларното масовно убиство после војната, убиството на Велешката група, каде што припадници на ОЗНА ги ликвидираат 50 на луѓе, членови, воглавно членови на Велешката контрачета и соработници на фашистичката администрација тогашна, и добар дел од тие убиени се луѓе кои што учествуваат во убиството на Невена Ѓоргиева Дуња, по која што го носи името и социјалниот центар во Скопје, нели? И мислам дека една од првите работи за која што јас гледам опасност е во Македонија да почне еден процес на правна и политичка рехабилитација на соработници на фашизмот под претекстот дека ете тие биле убиени заради тоа што се чувствувале, има една формулација, дискриминирани врз база на етнополитичка припадност, дека биле по етнополитичка припадност, што и да значи тоа бугари, и дека биле така убиени, а не дека биле убиени како соработници на фашизмот. Да. Евгени? Па, Да го повторам прашањето. може. Мислам како ќе влијае сета ова ситуација сега на обичниот човек, на обичниот работник, да кажеме, во Македонија и во Бугарија. Дали стереотипите и омразата ќе порасне или како што викат, се ако се реши по протокол, тоа ќе се рефлектира и на обичниот народ и луѓето најнаш ќе почнат да се сакаат. Не, значи мислам дека нема никако позитивно да влијае ниту кај нас, ниту во Бугарија, барем зборувам за обичниот народ. Едноставно омразата, шовинизмот од двете страни само може да се засилуваат се повеќе и повеќе. За жал ние сме во некоја подредена позиција која што и уште повеќе ќе осетиме таа агресија. Веќе ја сеќаваме, меѓутоа може да биде и уште посилно, да речеме, на политичко ниво, што се однесува меѓу народите, меѓу луѓето, не е нешто дека ние многу имаме љубов кон бугарите, за жал. Така да мислам дека проблемот не може да се реши во ваква констелација на меѓународни односи, и тоа зборувам на светско ниво, не само на балканско или Македонија, Бугарија. И тоа е тоа, за жал.
Добро. Ви благодарам на двајцата за гостувањето. Ако имате некоја порака на крај, нешто да кажете, да поентирате, слободно. Фала на поканата. Фала на поканата. Идејата за подкастот е супер. Мислам дека вреди да се слушни некаков алтернативен глас што не е застапен во мејнстримот, зашто овие прашања сите ги толкуваат низ некоја или низ либерална или низ конзервативна призма, не можете скоро и да слушните во мејнстримот некои овие прашања да ги третира низ левичарска, социјалистичка, комунистичка призма и се надевам дека ние денес успеавме да го направиме тоа на некој начин. Да, точно. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.